Здраво, ова е 46-тото издание на Видеологија со Златко Јелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е 120 битс per minute на Робин Кампилјо, во кој станува збор за активности на групацијата ACT UP од Париз, кои бараат владата и фармацевските организации да преземат активна улога во борбата против СИДА во почетокот на 90-тите години. Со групацијата гледачот се запознава за време на влезот на новодојденецот Нейтан, кој се залюбува во милитантниот радикал Шон, кој се бори против индиферентноста кон социјалната епидемија до последниот здив. Иако огромен дел од филмот се одвива во предавалната кај што дебатираат активистите, нивните расправи може да му бидат значаен показател на гледачот за важноста од застанување зад некоја кауза во животот и преземање на активна улога во промената која сака да ја види во светот. Контрирањето на политичките олигарси има добронамерни цели во овој филм, но овие сцени посочуваат како се учествува во дебата, кога се зазема став со конфронтирање и бескомпромисност, како се почитува туѓото и спротивставеното мислење во самата групација, сослушување на аргументирано бранење на различни становишта, борба за подобрување на институционализираните процедури со лична кауза за политичка борба во нетранспарентно демократско општество на спектакл. Ликовите ги запознаваме како действуваат само во рамки на заедницата, односно во предавалната, во ноќните клубови за време на протестите, меѓутоа само со неколку од ликовите се запознаваме приватно и со никого работно. Ако успее да ве улови на јадица филмот со фрлените ликови, тоа ќе бидете неговите поданици. Доколку не гледате полезност во нивниот активизам, тогаш ќе се измачувате гледајќи го филмот до крај. Добиваме и мал поглед надвор од рамките на здруженијето за коментарите од медиумите и околината, посочувајќи дека се контрапродуктивни и инфантилни нивните действија. Контрадикторни ставови за исправноста на методите и целите се јавуваат и во самата организација, но сите ликови се жртви на болеста која им краде часови и денови од променетиот живот, немаат време да чекаат една година за резултатите од истражувањата и секој миг го живеат поинтензивно, не се грижат за последиците, протестираат додека умираат. Колку и да се шегуваат, не само градот со неговата бучава и колорит, самиот живот им е променет и секој миг може да се струполат на земја. До крајот на филмот ги гледаме последиците на вирусот, односно хоспитализирањето, инфузиите, лековите, контраефектите и секако смртта. Не можам да ја негирам моќноста на масовната сцена на протестот на мртвите, сонот за реката во крв или пак сцените со човечкото распаѓање. Некои потези како стикерите за хомофобните книги се опасни за провоцирање на други групации да се почувствуваат навредени во денешницата и тие самите да преземат слични потфати. Секако дека десантите за промовирање на сексуалната едукација во училиштата им се повеќе од добре дојдени, без разлика што неколку геј зомбија не се согласуваат со нивните тактики. Меѓутоа, под мноштвото на упади на манифестациите, геј прајд и дебатите, ги натежнуваат интимните исповеди и занемаруваат детерирачките арки. Сепак филмот не е сеопфатна дело, ниту пак чезне е да биде. Робин Кампилјо е режисерот на сега веќе култниот They Come Back, филмот на кој се базира одличната ТВ серија The Revenants, сценарист е на филмовите на Лорен Канте, на наградуваниот The Class и новиот The Workshop, како и режисер на Eastern Boys, но со овој филм ги комбинираше неговите интереси за градење на заедници, образовен систем и истополов однос на едно место. Тој го работи сценариото со помош на Филип Манжо, преточувајќи ги нивните искуства со активизмот и последиците на СИДА на хартија. Електронската музика во филмот со своите 120 BPM има неколку значна намена во делото, и како историографски куриозитет, и како составен дел од ноќниот живот на ликовите. А Арно Ревотини, композиторот на Eastern Boys и изведувач во Blair Witch и Entourage, е задолжен за таа примена. Кинематографот Жан Лапори, чест соработник не само на режисерот, туку и на Франсуа Озон, се држаше до европскиот натурализам и го прикажуваше овој свет не баре цели кон fly on the wall документаристика. Со 140 минути,
филмот за крикот на маргинализираните трае предолго и има одвечни сцени и иако не ми е должност да го потенцирам очигледното, кој можеле нелинеарните монтажери да го сугерираат, ќе индицирам дека на филмот му треба сечење за да го подобри гледачкото искуство. Другата опасност се заканува од активистичките чинители кои треба да му служат на филмот, а не тој на нив. Голотијата и насилството се посреднички елементи за продирање во интимата на овој светоглед, за кој мое согледување е дека се уште има стигматизација, колку диалектички и да е естетизиран од фотографијата. Овој филм на својата светска премиера на Канскиот фестивал собра неколку клучни награди покрај Квир Палмата и Фипресци наградата, припадна и Гранд При на фестивалот. Беше прикажан и на интернационалниот фестивал во Торонто, во Чикаго и францускиот представник за Оскар на англиско говорно подрачје имаше своја проекција во секој поголем град со фестивал во Европа и во светот. Одлично е што Квир Синема се прифаќа на фестивалите како категорија, но тоа не значи дека треба да добие специјален третман во споредба со другите филмови во конкуренцијата за Златна палма или Златна мечка, без разлика што трендот ја наложува потребата од овие фестивалски миленици. Ако е квалитетен филмот, не е важно да се потенцира сексуалната определба на ликови, како некакво мерило за исклучителност, рамноправност се постигнува ако сите филмови добијат подеднаков третман, а квалитетот секојаш ќе избие на површина, какво табу и да соборува. Смртта е универзална за секој пол, род, раса и сексуална определба и јазик. Перманентните последици секојаш ги товарат живите. Ако морам да го еволуирам, тогаш 120 битс per minute од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 46-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!